За една недела се очекува да биде готова и втората зграда од старото медицинско училиште, каде со часови ќе започнат учениците од македонска настава од Тетовската гимназија. Потребно е само да се направи генерално чистење како и изградба на новите тоалети, велат од секторот за јавни дејности. На терен состојбата е поинаква. Вратите се заклучени. Не се изведуваат никакви активности, а од училиштето велат дека во договорот со родителите е да се изврши замена на старите прозори. И влезот на самото училиште е комплетно небезбеден. Изградбата на новиот мост е причина што голема дупка полна со вода зјае пред вратата на дворот. Сепак директорот на училиштето Намик Ќемал Мустафа смета дека во скоро време се очекува нормализирање на наставата. Работите во вториот објект во старото медицинско, значи во втората зграда практички. И по моје мислење, идејќи ја не сум директно вклучен во работите што се изведуваат, тоа е во компетенција на општината и имаат они надзор и група што работа. Но спрема тоа што го гледам, мислим дека сме при крај и дека набрзо би можело да се започне со наставата со тие паралелки што треба да се вклуча во таа зграда. Првата зграда на старото медицинско училиште започна со работа пред крајот на првото полугодие, кога настава тука следеа само 6 од 12 паралелки на македонски јазик. Сега часовите се скратени и се одвиваат во 2 смени. Во прва смена учат учениците од 2 и 4 година, а во втора смена се од 1 и 3.